Меѓународниот црвен крст го одбележува денешниот ден. Македонскиот црвен крст одбележува многу голем јубилеј оваа година, 80 години. Исто толку години голема и активна хуманитарна работа во поддршка на граѓаните изложени на ризици и на кризни состојби. 40 на минути можеби да зборуваме за нивните активности се многу малку, но можеме да им кажеме неколку пати барем благодарам за се во ова на што работеа изминатиот период. Ова е темата на која што говориме наредниве минути со нашата соговорничка, една од многуте кои ги имаме во целиот овој појас, Сузана Тунева-Пуновска од Црвениот крст. Добро утро и добре ни дојдовте и нека честит јубилејот 80 години оваа 2025. Да, благодарам на вистина. Убава година и покрај тоа што моравме да се справуваме со сите предизвици на терен, меѓутоа секако годините се множат, јубилеите си течат, многу генерации оставиле свој белег во растот на организацијата и многу убав ден денеска, 8 мај, кога го одбележуваме светскиот ден на Црвениот крст и црвената полумесечина, токму да проговориме за се она ние како Црвен крст на глобално ниво работиме и што е тоа што го работиме и што го правиме во Македонија и покрај тоа што вие навистина сте наши сопатници во целиот тој развој, така да заеднички навистина ги дисеминираме сите активности за се со цел граѓаните да бидат доволно информирани и да дадат дел од себе во таа хумана мисија која што ја реализираме на терен. И кога сме кај хуманата мисија и активностите на терен, ако почнеме да ги редиме, малку ќе ни биде целата утринска програма, но имаме еве од спасување на вода, на планина, топлотниот бран, поддршка на граѓани во социјален ризик, работа со мигрантите низ годиниве, подоцна ќе продискутираме и за Кочани и сето она што за жал ни се случи изминатиот период. Која од овие ситуации горе наведени, изминатиот период ви беше најголем предизвик, ајде така да го кажеме, во работата? Па знаете како, во Црвениот крст постои систем, значи кога имаме активности, кога е прогласена една кризна состојба, значи не мислам кризна состојба која што е прогласува државата, меѓутоа и ние во рамките на нашиот систем ги прилагодуваме активностите согласно тоа што се случува на терен. Така да нашите работни обврски, најголем предизвик ние кога работиме во моментите кога имаме криза, без разлика за каков вид на криза станува, дали е природна катастрофа, катастрофа предизвикана од човекот и слично, тогаш е нешто што навистина треба многу брзо да се делува, голема брза проценка да се направи, да се сите ресурси кои што ги поседуваме ние во државата и секако во рамките на меѓународното движење на Црвениот крст да се стават на располагање за надминување на кризата. Тоа е најголемиот предизвик. Меѓутоа и оној вториот дел, рехабилитацијата, е нешто што значи спроведување на регуларни активности, а истовремено и подготовка за не дај Боже, што велиме ние, ако се случат ваков вид на катастрофи. Така да тој систем на менаџирање е нешто што навистина треба доста долго време да се работи, да се унапредува, се со цел да излеземе во пресрет на предизвиците. Денеска, токму во контекст на ова што пред малку го кажа, денот го одбележуваме со мотото на страна на хуманоста. Значи, токму тоа е тоа што цело време провејува низ целата активност на нашата организација. И денеска во 191 држава, истото ова што денеска ние го говориме, ќе го говорат секаде. И можам да навистина да зборувам на едно глобално ниво, дека имаме 17 милиони волонтери. И предизвикот е токму тоа, да се задржат тие луѓе. Колку од тие волонтери минале низ Македонскиот црвен крст, колку вработени минале, бидејќи го споменавте сложениот систем, па ајде да говориме малку и во бројки. Да, навистина, веќе кога почнавме, значи тие 17 милиони се всушност волонтери во 191 држава во светот. Во рамките на тие 17 милиони, нашата бројка е 4000 волонтери кои што се активни и 22.000 лица кои што се членови на организацијата. Која е возраста на волонтерите? Па вообичаено од 15-16, па и над 70 години. Така да имаме една голема плејада на бројки на луѓе кои што се во рамки на организацијата.
Инаку во моментот нашата организација брои негде околу 200 вработени. И тоа е најголемата бројка што ја имаме, меѓутоа тоа секако се прилагодува согласно целиот развој на самата организација, како што пред малку кажа, развојот на тие социјални услуги, социјални сервиси, се она што треба да го имаме за да можеме да бидеме во пресрет на потребите. Решивме да видиме како функционира Црвениот крст низ целата држава, Одлично. па и веќе патуваме и во дописните центри и информации имаме од таму. Така Прв е. го вклучуваме Охрид, колешката Сонја Руковска е веќе подготвена со Сашо Точков. Често пати го гледаме и во Македонија наутро, секогаш кога имаат активности, а ги имаат многу. Колку волонтери, колку вработени минале низ Охридскиот Црвен крст низ годиниве, доволни ли се за сите активности, Сонја? Така е, Кристина, добро ви утро повторно. Веќе не најавивте, овде со мене е председателот на Црвениот крст од Охрид, Сашо Точков. Добро ви утро, Точков. Ајде прво да започнеме со како ќе го обележиме светскиот ден на Црвениот крст. Добро утро, поздрав до сите ваши гледачи. Па како и сите национални друштва и организации на Црвениот крст, вклучени во Меѓународна федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина, и Црвен крст Охрид се приклучува на кампањата за одбележување на овој ден, 8 мај, во чест на роденденот на големиот хуманист, основоположник на идејата на движењето на Црвениот крст Анри Динян. И овој 8 мај и оваа недела од 8 до 15 мај ќе организираме бројни активности со цел да се изрази значењето на идејата на хуманизмот, принципите, вредностите на Црвениот крст и со цел да се поттикне кај граѓанството, кај нашите сограѓани да прават хумани и добри дела. Ние веќе во предвечерието на овој празник објавивме ликовен и литературен конкурс на тема Гласот на хуманоста, кој што влегува во училиштата, во основните и средните училишта и дава можност за сите ученици да бидат креативни, да бидат хумани и да изразат своји дела, поетски творби, проза, поезија и ликовни творби, кои што посебна комисија ќе ги разгледува во текот на оваа и после оваа недела на Црвениот крст. Исто така вчера на Факултетот за туризам и угостителство се организира крводарителска акција за сите студенти овде во градот Охрид, доста успешна акција. А продолжуваме денес, односно почнуваме денес со активност која е насочена секоја година во исто време, во 12 часот на 8 мај, делегација на Општина Охрид и на Црвен крст Охрид ќе положи свежо цвеќе на пред бистата на Анри Динян, тоа е пред седиштето на Црвениот крст во Охрид. Исто така, добро е да се каже дека ја користиме оваа недела, иако целата година сме активни и присутни во со најмладите во основните и средните училишта и во предшколските установи. Оваа година во неделата на Црвениот крст на 12 мај во понеделник ќе имаме отворен инфоден за сите оние деца од предшколските установи и по долните оделенија од основните училишта од Охрид и Дебарца, кои ќе дојдат во седиштето на Црвениот крст и ќе имат можност да се запознаат со мисијата, со мисијата на движењето на Црвениот крст, со нашите активности преку најразлични едукативни, промотивни материјали и видео проекции. Продолжуваме во текот на оваа недела со истакнување на наши хумани луѓе овде со граѓани кои што со своите хумани дела, мали или големи, придонеле за подобрување на животот во заедницата и помагање на одредена категорија на луѓе. Не ги откривам уште имињата, но имаме доста наши охриѓани кои што дале навистина придонес во ширење на хуманизмот и правење на добри дела. И од 8 до 15 мај организирани се голем број на дисеминацијски средби, односно ширење на знаењата на Црвениот крст за најразлични целни групи кои што нашите дисеминатори ќе ги спроведат во Охрид и во Дебарца. Така точков накусо да кажеме дека се подготвувате и за јубилеот, како ќе се одбележи јубилеот?
токму така, ова 2025 година е јубилејна година за Црвениот крст. Најпрвин сега на 17 март е централната свеченост за одбележување на 80 години од постоењето на Црвениот крст, каде Црвен крст на Република Македонија во Скопје ќе одржи една свечена академија со присуство на видни личности и на голем број хуманисти, каде ќе присуствува и делегација од Црвен крст Охрид. Но секоја општинска организација и локално си го одржува јубилеот. Ние за јубилеот се подготвуваме на 13 јуни, тоа ќе биде една свечена седница, свечена академија овде во градот Охрид со голем број на гости од нашето опкружување, но и оние држави со кои што Црвен крст соработува, а секако дека морам да истакнам, оваа година одбележуваме уште еден јубилеј, тоа е 10 години од аматерскиот театарски младински фестивал Вдиши театар, кој што оваа година ќе се реализира со една заедничка представа од земјите од опкружувањето, значи од Србија, Црна Гора, Босна и Македонија, каде нашите млади волонтери подготвуваат представа со теми актуелни кои што се сега, пад на моралните вредности и така натака, заминување од државите на младите луѓе, секој на својот јазик, секој со своја силна порака како можеме да придонесеме да бидеме похумано општество. Токму во оваа прилика би сакали да го честитам Светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина на сите наши волонтери, членови, вработени, подржувачи, донатори, сите оние кои што помагаат да ја шириме хуманоста и ги повикувам да истраеме и покрај ваквото време во кое што живееме на страната на хуманоста, да бидеме побројни и да придонесеме за достоинството и животот, подобриот живот на луѓето да биде најважно и пред се. Ви благодарам многу, Точко, што бевте дел од утинската програма на Македонската телевизија. Кристина? Благодарам, Сонја. За многу убави активности изминатиот период информиравме, меѓу другото, на Црвениот крст, па јас се надевам дека ќе опстојат и во годините кои престојат. Сузе, кога зборувам за убави активности, зборувам и за активности во кои што се вклучуваат младите. Тоа е и суштината, меѓу другото, да им направиме одредена навика. И сега целата оваа година, кога одбележуваме 80 години јубилеј, за жал имавме многу голема трагедија, но која ги одложи патем сите активности кои што ги планиравте, но еве ќе почнат да се реализираат од 8, односно од денеска до 15 имаме бројни. Значи 8 денеска светски ден, а од 8 до 15 во оној календар на активности на Црвениот крст на Македонија е недела на Црвениот крст и токму во рамките на таа недела ние посебно ги истакнуваме активностите кои што се поврзани со младите луѓе, заради тоа што и Нината нели е во младите и покрај тоа што тоа е една, да кажам, реченица која што често се говори секаде во сите, да кажам, наши моменти на евалуација и тоа што е тоа што треба да правиме. И навистина ние се фокусираме многу на младите генерации, на младите луѓе, заради тоа што некој треба да ги замени повозрастните и тоа да биде една, да кажам, еден круг кој што постојано без никакви проблеми ќе се исцртува, така да зборуваме навистина за активности каде што младите луѓе, да кажеме, како што кажаа во Охрид, има различни активности, тие активности ги има во сите градови. Денеска во Скопје во рамки на денот и во рамки на неделата почнуваме со активности со децата од згрижувачки семејства, каде што клубовите на млади најмногу се активни, со дневниот центар Пролет, каде што лицата со попричиности денеска ќе се засадуваат цвеќиња, ќе зборуваат за екологијата, ќе зборуваат за убавите работи, што значи разубавување на средината во која што живееме. И денеска во зоолошката градина децата од градинките ќе бидат со нашите волонтери, каде што повторно ќе зборуваме за хуманоста, за тоа колку треба да се помогне другарчето кое што секој ден седи до тебе и така на некој начин суптилно, уште од мали нозе да го внесеме оној момент на солидарност, моментот на хуманата димензија и заедничкото живење. Многу е убаво мотото, ние гледаме луѓе,
пред месец дена, кога практично повеќе од месец дена, кога требаше прв пат да се сретнеме на 17 март за да зборуваме за 80 годишнината, сакав да поставам прашање дали ние како општество знаеме да гледаме луѓе, дали имате поддршка и од нас и од институциите генерално во целата оваа мисија. Мислам дека по 2 месеци безпредметно е да го прашам тоа, бидејќи токму трагедијата во Кочани покажа дека апсолутно сме ви партнери во целата оваа мисија. Да, ние гледаме луѓе. Мото кое што ја одбележува целата година, 80 години Црвен крст во нашата држава, меѓутоа да, ние гледаме луѓе сите заедно. Мислам дека нешто што го одбележува менталниот, да кажам, склоп на сите нас во нашата држава е тоа дека знаеме да се здружиме во моментите кога навистина сме потребни на луѓето кои што се во неволја. Тоа се случи, нели, и заеднички го направивме и во несреќата која што беше во Кочани, и тоа се уште трае, поминува во различни фази, меѓутоа во моментот на криза многу брзо, нешто што посебно радува е дека имаме систем на брзо и рано предупредување на целиот систем на Црвениот крст, заедно со медиумите, заедно со институциите на системот, да делуваме на местото на несреќата. Коригирајте ме ако грешам, имам впечаток дека ноќта кога се случи несреќата, во истиот момент кога дојдоа здравствените работници на терен, во истиот момент се мобилизираше и Црвениот крст. Веќе рано наутро до 9-10 часот вие ги имавте поставено шаторите. И тука бевте поддршка не само на здравствените работници, не само на семејствата, стравични беа тие гледки пред болниците. Бевте поддршка и на нас новинарите кои што и гладни и жедни постојано бевме пред клиниките. Често ни доаѓаа доктори, здравствени работници изминатиот период во студиото, еве ги сега емоциите кога зборувам за тоа, и често им говоревме благодарам за се што направивме. Не стигнавме тоа да ви го кажеме вас, па еве во името и на сите колеги, благодарам за ангажманот. Навистина, Кристина, голема чест е тоа да се чуе токму од вас, од новинарите, бидејќи вие сте тие кои што сте на терен, ги гледате сите детали на секојдневното живење и за тоа информирате. Ние уште во 4 часот и 30 минути бевме на терен во неделата кога се случи таа страшна несреќа, а како што и сама да кажа, веќе за неполни 4 часа беа формирани пунктовите и во Кочани, и во Штип, и во Скопје. Колку број на волонтери беа? 160 волонтери беа вклучени уште истиот ден во неделата, и потоа согласно потребите бројот одеше, нели, се намалуваше, се зголемуваше. Меѓутоа сакам да кажам дека благодарност до вас, меѓутоа благодарност до сите волонтери, до целиот систем на Црвениот крст, благодарност до институциите на системот кои што го препознаат Црвениот крст како организација која што навистина може да одговори на предизвиците во таков вид на кризи. И тоа е тоа што често пати го говориме. Значи, многу е важно да се препознаат сите организации во кој момент каде треба да бидат. И тоа е нешто што треба за кое што треба да работиме сите заедно. Овој пат покажавме едно единство со државата и многу е добро што тие токму тоа го кажа, дека целокупната координација ќе оди преку Црвениот крст. Имавме слична ситуација и за време на мигрантската криза 2015, кога и тогаш државата кажа дека целокупната хуманитарна активност ќе ја координира Црвениот крст. Ако во претходните кризи беше UN организациите и Црвениот крст, сега беше обратно, Црвениот крст и UN беа дел од активноста на координацијата. Така да тоа е нешто што со тек на годините го учиме, а на некој начин и самиот капацитет на нашата организација расте, и тоа зборува дека ние како организација во системот сме помагател на државата, помагател на институциите, помагател на новинарите, а сето тоа заеднички да го направиме со успешни активности на терен. Бевте сериозна техничка поддршка на терен, но паралелно организиравте и многу голема акција за собирање на финансиски средства за поддршка на семејствата на повредените и настраданите. Дали се уште се отворени сметките? Да. Колку пари досега се собрани? Значи, ние уште во неделата, како што зборувавме, негде до 12 часот беше отворена сметката, беа отворени телефоните. Заклучно со денешниот ден зборуваме за негде приближно 2,5 милиони евра. Вкупно собрани пари, нормално дел од тие пари веќе се завршени, се префрлени на сметките на семејствата кои што настрадаа, на семејствата кои што ги изгубија своите најмили. Со сето тоа ние не можеме на некој начин како институции, како држава, како луѓе, како граѓани да го надоместиме тоа. Меѓутоа можеме да бидеме мала утеха во целата таа приказна, која што се надевам искрено дека
за кратко, ќе може тие деца да се вратат во нормалниот тек на живење. Нормално ќе треба тука голема поддршка, нели? И психолошка, и здравствена, и рехабилитација. И се, меѓутоа, ние сме тука да бидеме со нив и се уште сме и ќе останеме, бидејќи во моментите даваме најголема поддршка на Црвениот крст во Кочани, каде што се отвара дополнителни активности во тој град. И мислам дека нешто што беше важно е дека ние многу брзо делувавме со поддршка на болниците во тој регион. И кога ги споминавме волонтерите, се уште сакам да проговориме за нив. Како се тие во моментов? Потребна ли е на вашите волонтери некаква поддршка? Да. Мислам, тоа е еден систем во делување, исправување со кризни ситуации. Значи, луѓето кои што излегуваат на терен, во првичниот момент излегуваат луѓето кои што имаат најголемо искуство и потоа сите тие тимови се надополнуваат со да кажам, група на волонтери кои што во текот на цела година имаат систем да кажам, се обучуваат да се справуваат со такви елементи и нормално по завршување на кризата истите тие луѓе поминуваат исто така психолошка поддршка со нашиот тим кој што работи во Центарот за ментално здравје и тие го поминуваат тој систем. Еве сега да кажам во почетокот на јуни ќе имаме работилница со психолозите кои што беа на терен, а веќе во јули со сите волонтери кои што беа вклучени во активноста за да направиме еден вид поддршка нивна психолошка, меѓутоа и научени лекции. Так. Имаме уште една приказна која што ни доаѓа од Струмица за двајца волонтери, повозрасни наши сограѓани. Едниот 40 години е волонтер на Црвениот крст, а другиот не постои крводарителска акција на која што не бил дел изминативе години. Историјата за нив има колегата Ване Трајков. Ване, ајде да ги воведеме и нашите гледачи во приказната. Зборуваме за Васил Тунев и Тиме Комаров. Океј. Така е. Поздрав од Струмица. Тунев токму за и околу волонтерството во Црвениот крст даде една куса изјава. Еднаш штом се заразиш со Црвениот крст, секогаш остануваш со Црвениот крст. Тој веќе 40 години работи како волонтер во ова организација, на сите позиции речиси бил и помагал во заедницата. Инаку Струмишкиот Црвен крст е една од поактивните организации во нашава земја, каде што повозрастните волонтери ги поттикнуваат и помладите да бидат дел од оваа семејство во реализацијата на повеќе хумани проекти и едноставно да бидат дел од заедницата кога онамо е најпотребно. Речиси нема било каква јавна манифестација, каде што има голем број на посетители да не бидат припадниците или волонтерите на Црвениот крст. Јас би сакал да го слушнем како искуство господинот Тунев и неговата порака до младите во и околу волонтерството да се биде дел од Црвениот крст во Струмица. Кој ќе се зарази со Црвен крст ќе остане цел живот во него. Значи, мојот ентузијазам не престанува. Јас сум веќе човек кој што надмина 70 години, но ентузијазмот ме држи како да сум 40. Тоа ме држи помлад. Јас работам со млади луѓе и младалачки размислувам, така да ми дава тоа енергија и ветер во грбот. Пред 40 години беше друго, потешко беше финансиски да се преживее. Сега со проектите, дојде време на проекти, а по-лесно дишиме. Вие може да видите, вие сте присутни во општинската организација на Црвен крст во објектот, видовте какви промени настанаат таму. Објектот беше руиниран, стар, за никаде, сега една модерна зграда со модерни канцеларии и убаво да се работи таму. Во моментот имаме, да речеме, околу 650 до 700 членови со платена членарина, а имаме и 68 волонтери. Од тоа 38 се млади луѓе кои што секојдневно се во Црвен крст и сме многу задоволни од нивниот придонес кој што го даваат во работата на Црвениот крст. Расте популарноста на Црвен крст. Овие деца кои што се сега моментално волонтери, тие се повеќе и повеќе ја популаризираат работата со нивното присуство на теренот. Одбележуваме разни недели по повод неделите на Црвен крст во борба против туберкулоза, борба против канцер, заболувања, мерење на шекер, помагање во домашни услови на постари лица кои што, значи
Младите волонтери се многу активни и сме многу задоволни. Условите сега и по почетокот неспоредливи се. Црвен крст се содружуваше со големи финансиски проблеми, вработените немаа плата, предавачите не беа мотивирани, сега се тече како подмачкано, како швајцарски саат. Тоа беше Тунев кој што кажа дека 40 на млади струмичани се дел од оваа организација како волонтери, но она што радува фактот е што ги поттикнуваат своите пријатели, другари или пак соученици од основните и средните училишта да се вклучаат секако во било која активност која што ги реализира Црвениот крст Струмица. А една од активностите е и крводарителството. Таму Тиме Комаров има своја желба да стопати да ја дарува својата драгоцена течност, имајќи во предвид дека како средношколец почнал да дава крв и вели дека тоа го исполнува бидејќи нема речиси било каква организирана акција, често пати се јавува и на повик да, доколку е во можност се разбира, да донира крв. Јас би сакал да го слушнеме Тиме Комаров, кој што впрочем ја доби годишната награда за најдобар крводарител за минатата година. Желбата доаѓа од средношколските денови, почнувајќи од трета година тогаш законски беше дозволено. Во наредните години продолжив со војниот рок и таму имаше неколку пати дарувања. Потоа студентски денови во Штип и во Скопје. И тоа некаде околу 10 до 12 пати беа тие дарувања. А кога се врати во Струмица веќе има редовни дарувања. Со вработувањето во општина Струмица па бев и координатор на клубот на крводарители на општина Струмица и редовно имавме секоја година по 3 до 4 акции од некаде 2007 година па до сега. Во основа крводарителите се скромни личности. Таа гордост не ја искажуваат освен сами во себе, бидејќи повеќе пати сме били на повик. Во другата просторија има и личност и лице за операција спремно, а ти во моментот реагираш и тоа е тоа. И потоа стануваш пријател со нивната фамилија, од една страна. Почитувањето, телефонски контакти со многу личности што сме помогнале за хитни случаи, а тоа што редовното дарување кога нема потреба од таков случај, не се знае кај оди таа, ама кај да оди, секој пат е за човечки живот. Па пораката е двојна. Од една страна спасуваш човечки живот, од друга страна својот живот си го обновуваш, за таа изгубена течност повеќе кратно се надополнува. Значи, во основа, крводарувањето почнува од ученичките денови, од средната школа и од студентските денови. И секој што има услови, апелот мој е да колку што може повеќе да даруваат, бидејќи реков веќе и за себе, и за својот живот, и за животот на другите се е помош. Дека до кога планирате да дарувате крв? Па додека ме држат нозите. Законски е до 64 години, меѓутоа со посебни контроли може и многу повеќе. Има крводарители што дават и 70 години, имат старост. Значи, јас некаде до 100 пати може да дојдам, ако ме служи здравието. И за крај од ова наше линковско вклучување поврзано со Црвениот крст од Струмица, тие се и организација кои што обучуваат негователи на стари изнемоштени лица и лица со попречености, можеби услуга која што е во моментов најбарана од повозрастните кои што живеат во Струмичкиот регион и едноставно голем дел од струмичени вработувањето го најдоа токму преку обуката на Црвениот крст за негователи и помош на стари изнемоштени лица, секако тука си оние курсиви за прва помош, како и реализацијата на ПХВ проектите кои што се во земјицата. Кристина? Благодарам, Ване, и за информациите, соговорниците со кои што се сретна изминатиот период и господинот Тунев и господинот Комаров се совршен пример за младите генерации. Сузана, во овој контекст сакам да споменем уште еден важен сегмент на Црвениот крст, тоа е крводарувањето. На денот на несреќата во Кочани
една од првите информации која што излезе е потребата од крвни единици. И тука се создаде своевидна паника помеѓу граѓаните. За брзо време ја демонтиравте истата, информирајќи дека сите неопходни крвни единици ги има. Но тука, веројатно, во овој момент свативме колку важен сегмент е токму информацијата по која што секое утро ја даваме во Македонија наутро. Колку крводарителни акции има, од каде се организираат и кој се дарува крв? Еве зошто е битна. Да, знаете како, значи крводарувањето е една традиција која што навистина има многу добра организираност во рамките на државата, во нашата држава. И соработката со Институтот за трансфузиона медицина, планирањето на крвните единици, што е тоа, колку нас ни се потребни крвни единици во текот на една година и дека секогаш кога се случуваат дополнителни кризи, потребни се дополнителни крводарувања. Меѓутоа не секогаш е тоа така и добро е дека заеднички се координираме, бидејќи преку социјалните мрежи често пати емоциите луѓето ги поведуваат, да пишуваат дека е потребно да се организираат било какви активности. Многу е важно во такви кризни ситуации да се слушаат информациите кои што ние ги пласираме преку вас, за да луѓето едноставно знаат како треба да се однесуваат, бидејќи колку да сме со емоции, колку да имаме хуманост во себе, не треба да дозволиме да се случи дополнителна хуманитарна катастрофа. Немаше потреба од крвни единици токму заради тоа што имаме традиција на добро планирање на крводарувањето. Тоа значи секојдневни акции, никогаш крвните единици не паѓаат под 500 во она, да кажам, состојба во Институтот за трансфузиона медицина имаат правила дека кога крвните единици паѓаат под 500 на резерва, тогаш организираме доброволни крводарувања. Меѓутоа, кога имаме една, да кажам, стабилна резерва, таа е таа резерва која што се користи во време на кризи. И крводарувањето е нешто што се негува уште од 1963 година, кога во Скопје првпат се организирала крводарителска акција масовна, кога беше големиот земјотресот, да, и од тогаш навака, да кажам, во Скопје навистина има една голема традиција, меѓутоа како што може да видат гледачите, тоа го имаме ние и во сите други градови, значи генерално и во време на транзиција на нашата држава крводарувањето едноставно немаше застој. Најчесто споменувана скопска локација кога станува збор за крводарување е домот на хуманитарни организации Дара Џамбас. Таму одиме со слика и тон наредниве минути. Симона е со својата соговорничка. Симона, колка ви се потребите на годишно на ниво за крвни единици? Која крвна група е најдефицитарна, ако можеме така да кажеме? Има ли интерес од младите генерации? Кои се најчистите прашања кои што ги поставуваат дарителите на крв? Благодарам, Кристина. Сето тоа го дознаваме во разговорот со мојата соговорничка Александра Валкановска, за која што се вклучуваме од Дара Џамбас, токму на таа тема крводарителството како една од главните алки во целиот здравствен систем. Ви благодарам за издвоеното време и што секогаш тука не пречекувате. Секако благодарност за посетата и навистина ми е драго што сте тука со нас во Дневниот центар за дарување на крв на Црвениот крст на овој ден, 8 мај, Светски ден на Црвениот крст. Една посебна благодарност до крводарителите, како дел од тоа големо семејство хуманисти, кои што се секогаш со нас, како поддршка, како едно надополнување на сите оние потреби на крв и крвни продукти во здравствениот систем и секако за непричено понатамошно функционирање на истиот. Да, крводарителски акции има постојано, па еве ќе разговараме на тоа колку доброволно доаѓаат самите граѓани, особено младите, дали кај младите е развиена свеста за да се дојде и да се дарува крв со цел да се помогне таму каде што е најпотребно. Крводарителството е еден процес кој што секогаш велиме дека бара континуитет. Не мотивираме денес да имаме 100, 200 или 300 крводарители, по тоа да бидеме спокојни наредните неколку недели или месеци, туку велиме секогаш е потребна доволна количина крв и крвни продукти, меѓутоа и доволни количини од сите различни крвни групи, затоа што секогаш има потреба од некоја специфична крвна група. Или како што велиме ние, секогаш треба крвта да го чека пациентот, никогаш да не дозволиме да се случи обратното. Што значи дека крводарителски акции се случуваат речиси секој ден на различни локации на територија на цела република и тука во Дневниот центар за дарување крв во Институтот за трансфузиона медицина, така што е тоа еден систем кој што е добро развиен, добро разработен преку интегрален годишен план за крводарителство и едноставно функционира и на дневна база, меѓутоа и на оние месечни, односно годишни планирања, за да секогаш бидеме сигурни дека ќе имаме достапна количина на крв и крвни продукти. Околу старосната структура, дали младите се навистина многу значајни во ова што велиме ние семејство крводарители, затоа што
подеднакво ни се значајни и повозрастните крводарители и оние што се средновечни, меѓутоа младите се тука за да го наследат она што тие го почнале, затоа што во одредена возраст секако дека е тоа една вообичаена пракса дека луѓето не може да даруваат крв заради возраста, заради хроничните болести, терапијата и така натаму. И секогаш треба да има млади волонтери, млади крводарители кои што ќе продолжат да даруваат крв, односно ќе бидат мотивирани да станат дел од тој круг, едноставно крводарувањето да не биде обврска, да не биде нешто што ќе биде дополнително оптеретување или да го чувствуваат како оптеретување, туку едноставно дел од нивното живење, рутина и сето она што младиот човек го прави во текот на денот. Веќе ги спомнавте крвните групи, едно од прашањата и беше која можеби најдефицитарна или за која имате најмногу залихи, меѓутоа на тоа ми одговоривте пред вклучувањето дека е прилично релевантно. Па ако може, еве ќе го поставиме поинаку прашањето колку од она што е предвидено за годишни резерви успевате да снапите и дали секогаш се задоволува ете тој процес. Така, во неформалниот разговор споменавме за крвните групи, колку се тие важни. Сепак, во сите тие разговори, во сите тие интеракции со Институтот за трансфузионна медицина, вела дека се релевантни, односно важни сите крвни групи кои што се во моментот потребни. Така што без разлика дали станува за позитивна или негативна крвна група, онаа која што е во моментот потребна за тој што е настрадан, повреден, што треба да има одредена хируршка интервенција, таа е најбарана крвна група. И затоа е важно секогаш да има доволни количини од сите крвни групи. Секако дека има одредени повици или пак апели или пак вонредни јавувања или акции доколку станува за некоја поголема незгода или пак зголемени потреби на крв, меѓутоа секогаш количините се на едно задоволително ниво и секогаш се трудиме во тој еден координиран процес помеѓу двете институции да го одржиме тоа ниво. Инаку околу значењето на таа планирана акција, односно планирање на потребите крв и крвни продукти, годишните планирања во нашата држава се 55.000 единици крв на територија на цела држава. Што значи дека согласно болничкиот систем, капацитетите, потребните операции, така натаму зафете кои што ќе се случуваат, таа е потребата. Она што радува е дека секоја година се надминува таа бројка, што значи дека планирањето се такви како што се, меѓутоа некои 10 до 11% ние имаме зголемување, односно надминување на планираната бројка. Тоа е добро во оние граници каде што навистина има потреби, меѓутоа секогаш апелираме дека и крвта е жива материја и таа има одреден рок на траење и не треба да бидеме горди на тоа дека сме ја надминале бројката до тој степен за понатаму крвта да нема употреба, односно и таа нели си има одреден рок на траење. Така што секогаш велиме дека тоа треба да биде разумно планирање, треба да биде во рамките на потребите и секогаш да биде во корелација со потребите на здравствениот систем. Од сето ова дознаваме дека имате навистина добро разработен систем како што спомнивте. Нека остане така и ви благодарам за денешното гостување. Благодарам уште еднаш да го искористам овие јавувања, да се честита денот пред на крводарителите, хуманисти. Навистина големи луѓе ние велиме со посебна почит зборуваме за нив и тие се дел од тоа големо семејство хуманисти, волонтери Црвениот крст. Така да овој 8 мај една посебна благодарност за она што го прават до крводарителите, до сите оние кои што се дел од нашата. Благодарам. Тоа беше разговорот со Александра Валкановска од Црвениот крст во однос на крводарителските акции, целиот процес и ете дали и младите учествуваат во тој хуманитарен процес, а крводарителни акции, како што спомнавме, има секојдневно, со што на крајот од годината, кога ќе се погледне се што се направило, навистина се покажува дека има добро развиен систем во однос на дарувањето крв. Токму така, Симона, апсолутно си во право и благодарам за второто, односно третото линковско вклучување ова утро и последно од Скопје. За да го заокружиме и разговорот, а пред да го најавиме линкот од Штипна, исто така убава тема. Која е мисијата, 80 години заокружуваме, која е мисијата за, еве, нека биде за почеток следните 80 и колку пак да потенцираме и ние граѓаните сме многу важна алка во целиот систем? Граѓаните се многу важна алка во целиот систем. Волонтерството, волонтерите се нешто што е најважно за нашиот развој како организација. Така да колку поголем број на луѓе имаме во рамки на оној систем на волонтери во семејството на луѓето кои што сакаат да го дадат својот максимум или да некој начин да оделат дел од своето знаење и слободно време да го надградат Црвениот крст на нашата држава, тоа ќе зборува дека имаме многу силна организација која што во секое време може многу брзо да делува. И така да ние во наредните 80 години остануваме наслуганот дека ќе продолжиме да гледаме луѓе заедно сите, се со цел да ова организација прерасне во една модерна организација која што ќе може да излезе во пресрет на сите предизвици кои што во нашето општество, во секојдневието, во заедницата, нешто што е планирано, нешто што е непланирано, кое што нели како што знае да се случува, меѓутоа да бидеме тука со целиот тој систем на брзо делување и мислам дека нешто што најмногу ни е важно е до
2028 година да го разработиме системот на трансформација на организацијата, каде што посебен елемент, повторно ќе кажам, е волонтерскиот менеджмент. Благодарам за гостувањето. Нека трае. Нека трае. Доказ дека секој е важен, особено јавните личности, кои што пак многумина сметаат дека најбрзо и најмокно ја пренесуваат пораката. Се и активностите на Црвениот крст во Штип, оттаму ја вклучуваме колешката Славица Величковска. Токму јавните личности, Славица, ќе се приклучат во промоцијата на хуманите вредности. Така е, Кристина, започнува денес една акција во која хуманите вредности, освен волонтерите и активистите на Црвениот крст, треба да бидат мотивација и јавните личности. Мои соговорници утринава се Деспина Димитровска и Зоран Илиев. Деспина од Црвениот крст, општинска организација, секретар на Црвениот крст. Како ќе го одбележиме денешниот ден? Светскиот ден на Црвен крст и Црвената полумесечина, 8 мај, денес го одбележуваме, односно тоа е роденденот на основоположникот на нашето движење, Анри Динан. Светскиот ден на Црвен крст го одбележуваме под мотото на страна на хуманоста, со акцент на хуманоста како принцип кој што представува темел на севкупната хуманитарна работа. Светскиот ден, во одбележувањето на Светскиот ден на Црвен крст оваа година се вклучи нашиот сограѓанин, двократниот победник на фестивалот Макфест, хуманист и пејач Зоран Илиев, кој што денес заедно со нашите волонтери ќе се вклучи во волонтерска акција за помош и поддршка на стари и изнемоштени лица. Ова нека биде еден поттик за уште поголеми дела во иднина. Ние сме секогаш на страната на луѓето, секогаш на страна на хуманоста. Секогаш таму каде што има потреба, а јавните личности, оние ценетите и омелените во јавноста се најголема инспирација сите да се вклучиме во вакви хумани дела. Како ќе изразиме хуманоста денес и која е пораката не само за твоите колеги од јавниот живот, туку за сите нас? Па вака најпрво да се заблагодарам на Деспина и на целата организација на Црвен крст што ме поканија да бидам дел од Светскиот ден на 8 мај, Светскиот ден на Црвениот крст и да дадеме еден апел до сите луѓе во Македонија и во светот нормално, да не чекаме да дојде само 8 мај за да покажеме хуманост и да правиме добри дела. Едноставно треба секојдневно да бидеме хумани, да им помагаме на тие што е најпотребно, затоа што знаеме како е сите кога ни е тешко, дека ни треба било каква помош. Јас и многу мои колеги, па можам да кажем и 100% од сите музичари во Македонија, имаме еден, и сите луѓе имаме еден добар пример од нашиот, за жал, веќе покоен Тоше Проески, така да тој беше хуманист во секоја смисла на зборот и од него само можеме да земеме пример како да го живееме секоја наше секојдневие и да помагаме на сите кои што им најпотребно. Како јавни личности, веројатно многумина од граѓаните на кои им треба помош, ви се обраќаат за било каква помош. Што можете музичарите, колегите ваши да направат за било кој? Дали имаш ти твој пример за помош на лице во неволја? Па ние сме помагале, тоест и јас себе да бидам не скромен, сме помагале на многу луѓе кои што се јавиле буквално за секаква помош, од финансиска до физичка работа, некој е по дома на кој што им треба буквално, така да јас сум бил досега достапен и јавно морам да кажам и не да се пофалам, тука едноставно сум горд на тоа што Господ ми дал сила и ми дал ваква работа убава да имам, да сум меѓу луѓето, да ме познаваат многу луѓе и да им помагам на сите што им најпотребно. Едноставно ние музичарите можеме многу често да помагаме со така наречени хуманитарни концерти, не мора да бидат изрекламирани, не знам како и да се, не мора да бидат од ептен јавен карактер, да не дознае цела Македонија. Многу пати сме правели, така кажано, концерти помали, кај што сме собирали буквално само наши луѓе, наши пријатели, наши роднини, да донираат секој кој што може, по колку може, да направиме една убава сделка и да помогнеме на тоа што има потреба во тој момент. Ви посакувам музички успеси, но и понатаму вакви хумани дела да ни презентирате и сосема на крај Деспина денешниот ден и вашата порака, како што каже и Зора, не треба да останат само денес, да најавиме кои се барем во летниот период активностите на Црвениот крст.
Во летниот период Црвен крст продолжува со исто темпо на реализација на сите активности кои што се предвидени во годишната програма за работа. Ке се работи на полето на крводарителство. Може да се напомене дека летниот период е еден предизвикувачки момент кога станува збор за крводарителството, па еве еден повик за граѓаните да не поддржат во текот на летниот период и да се вклучуваат во нашите крводарителски акции. Ви благодарам и на двајцата што бевте дел од утринската програма на Македонската телевизија. Студио. Благодарам Славица за информациите. Со ова ја заокружуваме и темата посветена на Црвениот крст. Денеска е меѓународниот ден на Црвениот крст, а Македонскиот Црвен крст цела 2025 одбележува 80 години од постоењето.